Луксузниот ноќен клуб Sky Bar во Бејрут обично е полн со луѓе кои бараат место за дружење. Сега е исполнет со луѓе кои го нарекуваат привремен дом. Порано овде настапувале бендови, а сега облека е натрупана на сцената. Sky Bar ги отвори вратите за над 400 внатрешно раселени лица, кои ги напуштиле нивните домови, поради бомбардирањето и копнената операција на Израел во Јужен Либан и Бејрут. Јас сум од Ајтарун, во Јужен Либан. Овде сум зашто Израел го нападна нашиот дом и не принуди да се заминеме. Сите куќи во Ајтарун се уништени. Заминавме од таму со моето семејство и побегнавме овде. Живее во Бурдж Ал-Барајнех. Имаше воздушни напади и уништување околу куќата. Избегавме и дојдовме овде. Кон крајот на септември, Меѓународната организација за миграција процени дека во Либан има најмалку 346.000 внатрешно раселени лица. Хезболах и Израел се напаѓаат меѓусебно откако Хамас го нападна Израел во октомври 2023 година. Во септември 2024 година Израел ги засили своите воени напади во Либан со воздушни напади врз цели на Хезболах. Ранда Ал-Хадж Хасан од провинцијата Тир во Јужен Либан вели дека првичниот конфликт бил далеку од нив до неодамнешните воздушни напади на Израел. Понекогаш и нашето село беше напаѓано, но ние останувавме во нашето село. Продолживме да работиме за тоа што моравме да живееме. Кога воздушните напади почнаа насекаде, без предупредување, не погледнавме што се случува, ги зедовме нашите работи и заминавме. На паркингот на ноќниот клуб, каде допред неколку месеци беа наредени луксузни автомобили, поставени се мали, големи шатори и черги, а децата спијат или се играат. Собственикот на ноќниот клуб побара да не биде идентификуван или да се појавува пред камера, но вели дека со помош на некои хуманитарни организации ги обезбедува потребите на луѓето што живеат во неговиот локал. Тоа вклучува топли оброци дури 3 пати на ден. Собственикот на барот ни го отвори ова место, благодарни сме. Тој е прекрасен. Со продолжувањето на конфликтот меѓу Хезболах и Израел, многу од луѓето што живеат овде велат дека се плашат да си одат дома и не се сигурни дали воопшто ќе имаат дом да се вратат.